Ајде, ти доаѓаш со мене. Отвори ја вратата. Добре, можеш да си одиш. Началнику, добре дојдовте. Чајлак, Началниче, Чајлак. Глумец. Кажи да видиме. Каде е бебето Джемал? Во джебот. Кажи ми каде е? Каде е Джемал? Кажи ми. Каде го остави? Ќе те стробам. началниче, добро, нема. Добре, смири се. Вака или онака ќе прозбориш. Ме разбрали? Добро, те молам, шефе. Ќе ми кажеш? Ајде да излеземе. Ајде. Али, добро ли си? Никогаш нема да дознаат каде. Кои? Джемал, Али, види, слушни ме убаво. не се мачи на празно. Синко, не биди глупав. Овде ли ќе останеме ние, а? Биди паметен. Добро, а како ќе го користиме паметот? Ќе кажеш каде е Джемал. Имаш ли друга желба? Синко, човекот е полицаец. Ќе му кажеш каде е Джемал и ќе не извади од овде, јасно ли? Јасно? Потоа? Потоа ти препушти ми на мене. Ама тебе ти ветувам дека ќе го земам Джемалот тој Мирза и таа Зехра и ќе ти го дадам. Тоа верувај ми. Верувај ми, Али. Ти прво раскажи ми како ќе биде работава? А потоа да им го кажам местото на полицајците. Како да не? Откаде да знам дека нема да ме изиграш пак, а? Ти само извади не од овде. Мама, не сакам. Мила, те молам, уште една лажица. Кој од тие луѓе ти е маш? Младиот ли? Рузгер, доаѓај вамо. Зошто ме киднапира? А колку време се мачевме да имаме дете? Токму кога се откажавме. Судбинајте. Добро, но ние требаше да патуваме за Германија. Сега, што ќе правиме со ова бебе? Како ќе го земеме со нас? Видете, ако се колебате, не го земајте. Ова не е детска игра. Убаво размислете, па одлучете се. Ако не сакате, оставете го. Ќе го однесат во дом за деца и нема да можете да го земете. Еве, во оваа област имало најмногу изгубени деца. Началниче, човекот сака да зборува со вас. Мамо, кога ќе се заменат од нашата куќа? Буквално се сместија овде. Не знам, Пелин. Тато и моди по кејф. Трча по нив. Не беше доволно Зехра, сега и мајка ја донесе. Наскоро и татко и ќе го донесат. Мамо, одговори ми. Зошто се во нашата куќа? Зошто тато ги смести тука? Глумец.
Зборувај да видиме, те слушам. Глумец сум? Каков глумец? Глумец не седи во затвор. Шегуваш ли ти со мене? А? Зборувај! Под еден услов. Ќе не пуштиш од овде. И двајцата. Само тогаш ќе ти го кажам местото на Джемал. И нема да го спомнете неговото име во куќава тука. Штом така лесно не избриша, во право е Бехи. И ние ќе го сметаме за мртов. Те, така е, мамо, тој така сакал. Што добивме со тоа што цело време умиравме од тага? Од сега натаму. Надеж ми е, Джемал. Јави се Зумруд. Види каде е Али. Се јавив, мамо, исклучен му е мобилниот. Сигурно е по пат. Се надевам како што кажа, Джемал е тука. Тука е. Не грижи се ти. Ако ме лажеш, ќе те здробам. И ќе те пикнам во затвор пак. Оди, ајде сега. Оди. Види го ти ова? Ништо не сте продале? Девра не е тука и веднаш да се опуштите. Нарачките се тука, а продажбата не сте ја запишувале. Што е ова? Ами се расипа една од машините, госпоѓа Лейла. А вие зашто сте тука? Не можете да најдете еден мајстор? Луѓето покачија цена и ние не можеме ништо да сториме. Епа утре вие лично ќе одговарате пред Девран за се ова. Девран, ага нема да дојде. Кој го кажа тоа? Пака се зборува. Девран е единствениот ага на местово. И секогаш ќе биде така. Ако некој се посомнева во нешто, може да си ги собере парталите и да си замине од овде. Што ли направил чичко Мирза? Да му се јавиме, мамо? Да имаше нешто, ќе се јавеше. Сигурно го кријат некаде Джемал. Никогаш нема да ми дозволи да го видам. Борет, ајде не мисли сега на тоа. Испи ги лековите и легни си, ајде. Јас ке чекам. Ама вака и јас се растажувам. Докторката кажа дека треба да се одмориш. Мамо, а што ако Али му наштети на Джемал? Нели мојот татко? Зошто да му наштети на детето? Бидејќи е злобен. Многу злобен. Тогаш зошто се омажи со него? Зошто го остави училиштето? Јас... Тешко ти беше да учиш, нели? Лесно е да се седи дома. Ти одбра да уживаш без учење. Пилин. Тешко е да разбереш на мама, Зехра не се омажи по своја волја. Со сила ја омажија. Штом толку те интересира, кога одеше на училиште беше многу успешна, оценките и беа петки. Сега, ако дозволуваш, да треба да се одмори. Побарав дозвола од луѓето. Утре ќе се товари последната роба со камион. Штом тргне камионот, веднаш јави ми. Добра? Добро, господјо.
И убаво наблюдувај ги работниците. Попладне не им давај пауза.